Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Неколку дена, односно веќе ќе заокружиме една недела од завршувањето на првиот круг на локални избори и е совршено време да може да направиме една анализа и на изборниот ден, меѓутоа и на сето оно што следеше деновите по заклучувањето на првиот круг на локални избори, што најави првиот круг на локални избори, кои се победници, кои се губитници, како ќе се движат, односно како да очекуваме од вториот круг на локални избори, кој што е за една недела од сега. Во студиото имам Ивона Талевска, која што долги години ги следи изборните процеси во Македонија и е совршен соговорник за да може да анализираме се што се случуваше периодов. Добра вечер. Добра вечер и благодарам за поканата да ја направиме ова изборна анализа на првиот круг и очекувањата за вториот круг од локалните избори 2025. Пред да навлеземе во бројките, кои колку градоначалници освои, какви се, ако може да се каже, предвидувањата за вториот круг, нешто што не може да игнорираме периодов е секако она што се случува во Скопје, како изгледа нашиот главен град, односно во делот на справувањето со отпадот. Скопје изгледа на една голема депонија, каде што за жал најголеми жртви се граѓаните, за жал имавме едно детенце кое што беше каснато од Стаорец, но оно што и денеска излегоа јавните власти да алармираат, односно Институт за јавно здравје излезе со препораки, не ги враќаат маските, ракавиците, како да сме на равна пандемија. Како дозволивме ова да се случи, мајки предвид дека и денеска и управниот одмор на јавното предпријатие комунална хигиена излезе со едно кое соопштение, се објаснуваше, но се чини дека ниедно објаснување не оправдува моменталната ситуација во градот. Ке доаѓаат на помош со механизација и градоначалниците од другите градови ќе помагаат, но никако како се чини како буквално сиот смет и политички и де факто да се натрупува во Скопје. Оваа ситуација со ѓубрето во Скопје може да ја анализираме на две нивоа. Едното ниво е фактот дека инсталациите на СДСМ, на Демократската унија за интеграција и поддржани онаму каде што може од партијата Левица, не постои злоупотреба што не ја направија за да се крене тензија и револт на овие локални избори против актуелната владеачка коалиција која што работи на реализација на проекти. Случајот со Скопје е најспецифичен и најкарактеристичен, бидејќи не само што Скопје е главниот град, Скопје има своја самостојна локална самоуправа, предводена од актуелната градоначалничка Данила Арсовска, која што е најдиректно одговорна за состојбата со ѓубрето и заедно со петиот директор на комунална хигиена, кој што е поставен од партијата ДУИ, нејзин коалиционен партнер во Советот на град Скопје. Значи, тие требаше да го соберат ѓубрето и тие се директно одговорни за ваквата состојба во градот. Меѓутоа да повториме дека нема злоупотреба што не е направена за да се крене револтот против власта на овие локални избори, да се крене тензијата за да се гласа против актуелната влада. Да ве потсетам дека Данила Арсовска воопшто не се појави во јавноста, дури никога Скопје 3 дена се гушеше од пожарите во депониите кои што се не случија неодамна. Состојбата со ѓубрето тие дополнително ја злоупотребуваат, намерно ја злоупотребуваат за да се крене револтот против власта и тензиите против власта и со самиот факт што не им дадоа плата на вработените во комунална хигиена, кои да подсетиме пак, во најголем дел се вработени во тоа јавно предпријатие токму преку политичката партија Демократска унија за интеграција. Значи, повеќе слоен е проблемот, но главната идеја и главната тензија и главната порака и главната акција што сака како резултат да ја постигнат на овие избори, инсталациите на СДСМ ДУИ поддржани од Левица и да се крене револтот против власт. Но резултатите од изборите покажаа нешто сосема друго. Покажаа дека оваа влада има голема поддршка од граѓаните, според процентот на излезност и според изборните резултати од првиот круг, поддршката е голема, одрече си 50%, со што не може да се пофали ниедна друга влада во Европа, толку голема поддршка од народот и покажува дека расположението на граѓаните
е за поддршка на ВМРО ДПМН и коалицијските партнери ВЛЕН, како и партијата Знам. Тоа го покажа првиот круг од локалните избори. Би се задржала уште кратко на Скопје. Вреди ли да се стави во толкава опасност здравието на граѓаните? Ама за нив е all-in. Тие на овие избори, Даниела Арсовска излегува како тотален лузер после градоначалничкиот мандат. Дуи влегува all-in, излегува all-out после првиот круг локални избори. И Левица, партијата која што и помага на Демократската унија за интеграција, немаат друг влог освен да ги креваат тензиите до толку многу што граѓаните ќе се исплашат, за потоа тие да можат политички да профитираат дека решението е во нив. Да ве потсетам дека партијата Левица направи се да го разедини македонското гласачко ткиво на овие избори и кандидираше своји кандидати по советите и во општините, каде што требаше да се разедини македонското гласачко тело за да се одработи во корист на Дуи. Па само видете ги нивните статуси по Фејсбук, во кои што намерно ги нарекуваат членовите на Дуи балисти, за да се крене албанскиот национализам, кој што главната алатка на овие избори на Демократската унија за интеграција беше, а од друга страна пак одат и повикуваат да се гласа за кандидатите на Дуи. Значи партијата Левица целосно на овие избори одработе за Демократската унија за интеграција и за никој друг. Направи се што можеше за да го разедини македонското гласачко ткиво, да ги разедини македонските гласачи. Но како што гледаме според изборните резултати, добија по некои советници, добија 12.000 гласови помалку од парламентарните избори и не добија ни еден градоначалник. Тоа ја покажува нивната сила. Што најави првиот круг на локални избори? До никаде начнавте нешто во насока на ова што сакам да ми биде овој дел од прашањето, бидејќи неколку работи се променија со овие локални избори, ако може така да се каже, но што мислите, што беше тоа што го најави овој прв круг на избори од ваша гледна перспектива и што покажа, односно кажавте дека некој влегува all-in, излегува all-out, но што друго покажа овие локални избори, бидејќи имаме во суштина губитници кои што не признаваат дека се губитници, ќе прокоментираме и тоа, меѓутоа имаме една специфична ситуација во моментов. Овие, кажав и да се повторам, изборите покажаа невидена поддршка за владината коалиција. Резултатите и одзивот покажаа невидена поддршка за владината коалиција. Покажаа дека граѓаните не сакаат да се занимаваат со националистички и етнички прашања, туку сакаат и даваат поддршка на подобрување на животот на сите граѓани во оваа држава, дека не ги интересира национализам, туку ги интересира дали има полн фрижидерот дома, дали има улица, дали има канализација, дали има водовод и дали има струја. Тоа беа главните проекти и главните пораки кои што ги кажаа кандидатите, за кои што граѓаните во првиот круг веќе избраа градоначалници, во најголем дел од вториот круг ќе дадат поддршка исто така за кандидатите и коалициите кои што ќе се занимаваат со реални проекти, а не со национализам. Тоа е втората порака. И третата порака е дека мора партиите внатрешно да се менуваат. Резултатот кој што го имаат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, резултатот на Демократската унија за интеграција и резултатот на Левица покажуваат дека нивните не само партиски структури, туку и немањето идеологија и фокусирањето на национализам ги води кон губитнички резултати на избори и така ќе биде и во иднина. Како би ја прокоментирале излезноста, имајќи предвид дека сега во вториот круг имаме уште односно треба да се донесат градоначалници, треба да има, вториот круг на локални избори треба да донесе градоначалници во дел од клучните места, меѓу кои и градот Скопје. Очекувате ли поголема или помала излезност? Што ќе се случи и колку е важна во суштина излезноста на локалните избори и гласот на граѓаните кога станува збор за кога се избира локална власт? Ако земеме пример, на пример и во Скопје што се случи, колку е важно да имаме добар избор и излезност на крај на денот. Луѓето на овие локални избори покажаа дека веруваат на дела, а не веруваат на пуфки, кои што ги покажуваат, кои што се занимава опозиционите партии, како што се СДСМ, како што е Демократската унија за интеграција и како што е партијата Левица.
излезноста го покажа токму тоа, дека граѓаните сакаат локална власт која што ќе ги решава нивните локални проблеми. Дека не сакаат да се занимаваат со големи прашања. Од оваа гледна точка целосно ја утнаа кампањата и СДСМ и Демократската унија за интеграција и Левица. И фактот дека СДСМ во Скопје, например, и во центар, во најголем дел гласачите и симпатизерите на СДСМ излегоа во помал број, фактички ги бойкотираа на некој начин кандидатите на СДСМ, покажува дека пода дека партијата нема идеологија. Под Б покажува дека во раководството луѓето, гласачите на СДСМ нема да гласаат за ова раководство на СДСМ на некои наредни избори како и на овие, бидејќи нема изборни социјалдемократи во раководството, туку се представници на соросоидите во вториот ешалон, а претседателот на партијата Венко Филипче е поранешен соработник во владата на ВМРО ДПМН. Сега, од друга страна, ако ги бойкотираат СДСМ, јас не верувам дека гласачите на СДСМ во вториот круг би отишле да гласаат за Левица, препознавајќи го низиниот брутален политички настап и склоноста кон корупција и манипулација. Гласачите на СДСМ нема да се определат за таква политичка опција. Тоа е втората работа. И третата работа која што би сакала да ја кажам е дека ако во случај некој излезе и гласа за Левица, ваква каква што е, која што ги навредува гласачите, со многу навреди, со многу клевети против гласачите, тогаш скопјани би се само понижиле, бидејќи на тој начин би дале легитимитет на една уличарска политика со која што се занимава лидерот на партијата и незиното потесно раководство. Да не заборавиме дека Скопје е град, Скопје е метропола и дека скопјани се граѓани и дека сигурно не би дале поддршка на една таква политика која што ќе се коси со целиот амбиент кој што владее во градот. Би сакала да ги прокоментираме пред да одиме така на некои поклучни општини, па да ги анализираме подетално. Да направиме еден освр на освоените градоначалнички места. Со тоа што ВМРО ДПМН освои 33, поводи вкупно некаде во 53, ако може така да се каже кумулативно. Влен освои 5 градоначалнички места, СДСМ 3, ДУИ, односно Националната алијанса за интеграција 4, турците, Демократска партија на турците, мислам дека имаше едно, ама тоа треба да се прегласува. Но што покажуваат овие резултати и каква е најавата според вас за вториот круг, имајќи предвид дека Влен има повеќе градоначалници освоени од СДСМ, па дури и ДУИ. Дури и од ДУИ. Да. Влен се позиционираше на овие избори како втора по резултати изборна коалиција, веднаш зад ВМРО ДПМН, и граѓаните и во вториот круг ќе гласаат за нив. Тоа е пораката од првиот круг. Дека ќе гласаат за проектите за кои што се залагаат кандидатите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и кандидатите предводени од коалицијата Влен. Коалицијата ДУИ е all out, коалицијата на ДУИ е all out, без разлика на поддршката што ја добија од партијата Левица. Кажавме и зошто се all out, и тоа посебно пак во оние средини во кои што претседателот на партијата Али Ахмети, кој како што слушнавме пред малку одбива да се пензионира политички, да замине, ги најавуваше како референдумско изјаснување и како клучни општини во кои што тој ќе мора да победи. Тоа не се случи. Не се случи и благодарение на дел од гласовите на македонците, кои што помогнаа во ова гласање и во Тетово, и во Чаир, и за чии интереси потоа ќе треба да работат и градоначалниците кои што се избрани во овие општини. Поддршката значи дека граѓаните препознале дека овие кандидати се залагаат за проекти наместо за националистичка реторика. На страна изјавата на Билал Касаме, од која што денеска се огради коалицијата Влен, и која што кажа дека
ќе се работи ќе се даде поддршка на заедничкиот коалиционен кандидат за Кичево. Нели Билал Касаме повика да не се гласа за кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Граѓаните треба да знаат за да не бидат манипулирани. Дека кога некој, како Билал Касаме, излегува надвор од коалицијскиот договор, кој што е заснован на принципи, дека работи на своја рака и обично работи за личен ќар. Тоа не е ќар за коалицијата и тоа не носи ништо добро на коалицијата. Тоа значи дека Билал Касаме настапил за свој личен интерес и во свое лично име. И со тоа да го завршиме ова прашање. Помина времето на национализмот и не може он да вика во Тетово не за Дуи, а во Кичево да за Дуи. Тоа он си работи за свој личен интерес, не за интерес на коалицијата вреди. Резултатите на Дуи во моментов се 4, меѓутоа јас не би била сигурна колку од тие ќе останат под нивна контрола после локалните избори и како ќе се одвиваат работите. Липково се нивните последни профитери стационирани тамо и затоа имаат таа општина. Во општина Пласница не се гласа за Дуи. Сите знаеме зошто се гласа и кој гласа во општина. Тој е единствен кандидат и за него се гласа под дефолт. Општина Пласница, ќе видиме како ќе се одвиваат работите и ги заборави другите две општини кои што ги добијат Дуи. Али Ахмети е делегитимиран. И Али Ахмети е испратен во опозиција. Ја гледав неговата изјава и ми е чудно зошто не сака да се реформира партијата. Зошто не сака да се реформира партијата за да направи некаков подобар изборен резултат во иднина. Значи, тој не сака да даде оставка. Дали тој си ги става личните интереси, не сака да се представи како губитник, како поразен, иако де факто е во опозиција? Значи, неговата политика националистичка и етничка е целосно поразена. Беше поразена и на минатите избори, сега е дефинитивно all out. Да повторам по трет пат. И за Демократската унија за интеграција би било добро Али Ахмети да се поднесе оставка. Но во на албанска партија ниеден председател до сега не се повлекол да си даде оставка и да ја остави партијата, нели, да земе да ја води некој друг. Почнувајќи од Демократската партија на албанците со Арбен Джафери, ПДП со Абдурахман Алити, како се вика, па дури и во македонските партии. Вие имате партии, Гостевче Јакимовски во Гром, нели, или покојни Љубисав Иванов Дзинго, доживотни председатели во помалите партии, не се повлекуваат од своји причини. Председатели на политички партии во Македонија менуваат само СДСМ и ВМРО ДПМН, ниедна друга партија. Или не, во моментов не може да се сетам за некој од помалите, меѓутоа сигурно сум речиси дека е тоа така. Кога сме веќе на тема на Дуи, мора да го прокоментираме Чаир, бидејќи Чаир и пред изборите се велеше дека кој ќе го добие Чаир, буквално ја менува картата на она што значат гласови на албанците во Македонија. Со тоа што Изет Меджити го победи Бујар Османи па кој што беше малтене покрај на десна страна седеше од Али Ахмети, но голема победа во случајов на Меджити. Што покажуваат, која порака од друга страна, ајде да ги трнеме партиите на страна, и да го трнеме Али Ахмети и Дуи на страна и Бујар Османи останати, што покажуваат албанските гласачи во овие избори? Покажуваат дека сакаат промени кои што започна како циклус на минатите избори со формирањето на коалицијата вреди. Албанците не се побогати од владењето на Дуи, не им се решени проблемите, не е запрено иселувањето, немаат патишта, немаат канализација, затоа што Дуи 22 години на власт и единствено што ги интересира е теснопартиската елита од околу 20% во раководството на партијата да се занимава со тендери, со трговски центри, со дуќани на главни улици, да се занимава со пиротехнички средства и да уживаат во местење тендери за да може да профитираат. Не ги интересира решавање проблемите на албанците. Да ги интересираше, ќе ги решеа и немаше да има раситнување и окрупнување, потоа процес на окрупнување во политичката
понуда од условно речено албанските политички партии. Значи процесот на промени е почнат од 2010 кај албанците и не е тој од сега. И во иднина ќе се зголемува само бројот на гласачи на конто на коалицијата Влен. Од албанскиот кампус зборуваме и тоа ќе биде случај и во вториот круг и на сите наредни избори. Да, со оглед на тоа што и во Гостивар, например, немаше доволна излезност. Па што покажува таа неизлезност на ако може така да се каже, ако Дуј веќе си го препишува Гостивар како нивен град, меѓутоа гласачите не му излегува да... Па и Врапче ще го препишуваше како свој, и Врапче ще исто пропадна изборите, ќе има повторно прегласување на првиот круг. И кога ќе се покажува дека целосно коалицијата околу Дуј е поразена и дека граѓаните не се согласуваат со нивните политики и со нивните кандидати. Најбитно беше кандидатот на Таравари, нели, да води и да победи во општина Гостивар, еве пропадна и тоа. Значи, џабе Таравари или Зијадин Села се удираа во гради дека тие ќе бидат некаков политички фактор на овие локални избори, се покажа и за нив дека заедно како Дуј и они се all out. Да повторам, единствени што нудат проекти и што работат за решавање на проблемите на граѓаните се коалицијата околу ВМРО ДПМН и коалицијата околу Влен, односно владеачката коалиција. Заедно со ЗНАМ, ниеден друг не нуди и не работи за подобрување на условите за живот на граѓаните. Ова се локални избори, не се парламентарни, не се председателски. Кога станува збор за главниот град, во трка влагаат Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН и Амар од Левица. Заострена реторика има уште пред да се случи, да дојде до вториот круг, но очекувате ли да се заостри уште повеќе реториката, бидејќи читаме секако вид на статуси, периодов се очекува некоја телевизиска дебата, но како го гледате, можеби, изборниот циклус во втор круг, кога станува збор за главниот град? Што очекувате? Каква реторика и каква изборна трка во вториот круг? Во изборниот период очекувам многу насилна, навредлива, со многу пцовки и брутална кампања од партијата Левица, од нејзиниот претседател, како и од кандидатот, бидејќи тоа го правеа и досега, и секогаш го прават. Од Орце Ѓорѓиевски очекувам да се фокусира на презентација на проектите кои што ќе ги реализира за Скопје и решавањето на најгорливите прашања. Во моментов тоа е прашањето со ѓубрето. Еве видовме дека се организира он како председател на ЗИЛС со помош на другите градоначалници од државата да почне да се расчистува ѓубрето во Скопје. Тоа го очекувам во рамките на како се вели и овој изборен период. Значи очекувате него да се држи на програмата, да се држи до програмата и ветувањата, и познавајќи го лично човекот, знам дека е голем работник. Очекувам да се држи до тоа. Тоа се неговите адути и не смее да ги напушта своите адути кои што го донеле до овој фантастичен изборен резултат досега. Да, некаде околу 3:3 тројна предност. Пак да се вратиме на анализата што ја правевме и претходно. Тивкиот бојкот на некогашните симпатизери и членови на СДСМ кон сегашните кандидати за кандидатката за град Скопје и до кандидатот за општина Центар покажува дека социјалдемократите не се согласуваат со политиката на ова актуелно раководство, бидејќи нема социјалдемократска идеологија. Да повториме, нема раководни кадри од изворните социјалдемократи, туку се соросоидите, а Венко Филипче е поранешен соработник на владата на ВМРО ДПМН. Но нивните гласачи сигурно нема да се препознаат во политиката која што ја нуди партијата Левица, во нивните пцовки и навреди, за да се прелее дел од гласачкото тело од СДСМ на контото на Левица. Тоа е апсолутно невозможно. Значи, Скопјани се граѓани на метропола, а Скопје е град. И никогаш не би се поплукале себе си со поддршка за таква брутална и навредлива политичка пропаганда со која што се занимава партијата Левица. Ке направиме тука една кратка пауза за реклами, а во вториот ден многу би сакала да прокоментираме и опозицијската СДСМ, бидејќи се чини како во моментов
да ни недостасува опозиција. Мене ми се чини дека они лепдат во некој свој свет во кој што нема допир со реалноста. И прокоментираме изјавите кои што беа дадени, сите коментари, но ќе направиме тука една кратка пауза, за многу кратко се враќаме назад во студиото и го продолжуваме разговорот. Се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со Ивона Талевска. Зборувавме во првиот дел за изборните резултати. Проценка направивме за првиот круг од локалните избори, што покажаа самите резултати, но оно што не стигнавме во првиот дел да го искоментираме е изборниот биланс, ако може така да се каже, што го освои најголемата досега опозицијска партија во македонскиот блок, Социјалдемократскиот сојуз, со освоени 3 градоначалници, но оно што можеше да се забележи како реторика по првиот круг локални избори е дека некако се чини како да не го призна, ако може така да се каже, поразот. Ајде да речеме дека тоа до некаде е во ред, бидејќи има и втор круг, но може многу јасно да се видат каква е, ако може така да се каже, енергијата на народот, односно каде се носат гласовите, односно за кого гласаат граѓаните. 3 градоначалници и советничките листи се такви какви што се, но оно што сакам да го прочитам како соопштение на СДСМ и како наслов што ми остана, особено денеска, е дека од Социјалдемократскиот сојуз велат вака, дека во ВМРО ДПМН се во паника, оти ќе освоиме повеќе општини отколку тие во 2017 година. 2017 година, се сетиме, беа локални избори каде што имаше исто така специфични резултати, но далеко од тоа дека беа сјајни и дека овие резултати сега може да наговестат нешто такво. Како оценувате генерално реториката на Социјалдемократскиот сојуз, на лидерот, на потпредседателката, ако може така се каже, бидејќи чинам дека тие двајца дадоа изјави, Ана Чупевска и потпаролката, мислам дека даде некоја пресконференција, но таа беше насочена за некои мигратски кампови кои што подосна беа демантирани. Друго нешто не слушнавме во таа насока, освен дека не ја признаваат победата и дека се победници во поразот. Реториката на социјалдемократите е целосно промашена и тоа го покажуваат изборните резултати и на советничките листи во градоначалничките места. И тоа ќе биде они се во толку голем слободен пад што веќе не можат ниту рационално, ниту сакаат, ниту можат рационално да размислуваат за да се реформираат внатрешно, да постават нова социјалдемократска идеологија и да добијат некаков подобар резултат во иднина. Прво се откажаа од сите луѓе кои што се теренци и оперативци кои што можеа да ја помогнат на партијата. Второ, целосно ја промашија политичката порака што сакаа да ја пренесат до граѓаните. И трето, компарацијата со изборите од 2017 година, после државниот удар кој што го спроведе шарената револуција, на еден бран на насилно превземање на власта, што следеше по формирањето на владата, јасно беше дека ќе имаат силен резултат на локалните избори. Но е далеку, тоа сакам да го кажеме, далеку од 2017. Сега е 2025 година. Да се враќаат на 2017 година, значи дека не живеат во реалноста. Не знаат што да прават, не знаат како да го формулираат точно, не знаат што да прават. И како да го понесат на граѓаните. Да, окей, честитаме за освоените места и да седнат, да се исчистат прашината од падот и да смогнат сили и да го направат тоа добро не е само за нив, туку и за граѓаните е добро за демократијата е добро. За демократијата е добро, да. СДСМ е четврта партија по број на гласови на овие локални избори, тоа е катастрофален пораз. Меѓутоа беше очекуван и го зборевме, јас и јавно го кажував дека ќе се случи и дека ќе биде полош од парламентарните избори затоа што СДСМ се во слободен пад, а со овие луѓе никогаш нема да се вратат на власт. Ама никогаш нема да се вратат на власт. Затоа што ќе се зголемува бројот на гласачи, кои што и натаму активно ќе поранешни гласачи на СДСМ и сегашни кои што активно ќе бойкотираат да гласаат за било што ќе го понуди Венко Филипче заедно со соросоидите што се заменик и потпредседател на партијата. Што треба да се случи? До кога може ова вака да оди? Бидејќи ако вака
продолжат без реформа и сето она што го слуша, навистина не е добро ни за самата партија, она што го споменавме не е добро ни за демократијата. До каде ќе оди ова? Кој ќе дојде? Додека внатрешно не се акумулира доволно човечки капацитет и доволно идеолошки капацитет и доволно голема партиска група која што ќе побара смена на Венко Филипче и ова раководство на соросоидите внатре во партијата, се шпекулира се почесто дека да се организираат луѓе после локалните избори, да се побара смена, дали ќе успеат во тоа или не знам, тоа е внатре партиска работа на СДСМ, но со ова раководство и со овие подпредседателки никогаш СДСМ нема да дојде на власт. Бидејќи она што го слушаме од левица, особено кога станува збор за градот Скопје, е дека буквално е сфрлиле и нивната кандидатка од игра и дека во суштина Скопје го покажува како ќе изгледа, односно како се движат гласовите, односно дека левица ќе го заземе местото на гласовите или незадоволството, ако може така да се каже? Не може левица. И образложив зошто левица не може да ги земе гласовите на СДСМ. Втор круг уште сега нека се пишат левица пропало, дека ќе направат некаков подобар резултат од претходно и од причина што во втор круг повеќе гласаат постари луѓе отколку помладите. Помладите за локални избори можеби би слегле во прв круг, ама во втор круг секогаш процентот е многу помал и скопјани кажав, никогаш нема да гласат за уличарски менталитет и уличарски речник кој што го употребува раководството на левица. Децид, Орце ќе си победи, само нека се држи, Орце Георгиевски, нека се држи до тоа што најдобро го знае. Програмата и нејзино спроведување. Ако можеме овој дел да го, бидејќи сакам да поставам уште неколку прашања во општо генерална политиката во Македонија, може ли некоја проценка да направиме? Како гледате, како би се движеле резултатите, имајќи ги предвид до сегашните искуства што ги имаат од она што гледавте низ претходните избори? ВМРО ќе оди, според мене, ВМРО ќе оди многу над 50 градоначалници. Јас се надевам дека ќе успеат да стигнат до 59 градоначалници. СДСМ тешко дека ќе освои повеќе од ова што го освои во првиот круг, вклучително и центар. Кандидатот Горан Герасимовски, кој што денеска се бави со политика, ама се откажа од политиката, ја исплука политиката и поддршката што ја имаше од гласачите на СДСМ во центар. Очекува ли центар да... Мала е разликата помеѓу кандидатот Лабудовиќ и актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, кој што во 4 години мандат, освен пенкало за да дава подпис на маркици, ништо друго нема сработено. Јас сум од центар. Цел живот живеам во центар. И ви кажувам дека Горан не е ни градоначалник, а уште помалку добар градоначалник. Па еве денеска излегува последниот скандал, никнува зграда на паркингот на онкологија. Па над 90 одобренија за градби има дадено Горан Герасимовски. Не бетон, значи воздух нема во центар. Постоечката инфраструктура од канализација и водовод не може да го издржи напливот на толку многу згради. Ние имаме проблем со водоснабдувањето и со канализацијскиот систем во центар затоа што е пренатрупано со згради. И он не може да придобие дел од независните кандидати кои што беа за Билјана Ивановска во првиот круг, 2000 и колку гласови беа, не ме фаќајте за збор, бидејќи па тие гласачи на тие независните не се толку дисциплинирани за да гласаат целосно во вториот круг. Дел од нив воопшто нема да се појават на гласање, а дел ќе излезат да гласаат, но да сакаат да гласаат за Горан Герасимовски. Ке очекувавте дека тоа ќе се случише во првиот круг? Ке го поддржа уште во првиот круг. Немаше да ги раситнуваат гласовите. Значи, расположението во центар не оди во корист на актуелниот градоначалник. Па над 90 дозволи за градби, за висококатници имаме во згради во центар само во неговиот мандат. Десетици милиони евра му стојат на сметка на буџетот, ништо не направи. Ништо. И плюс, оние кои што веќе имаат згради во центар, во овој, да речеме, предизборен период, градат незаконски и без дозволи по ушеден кат на зградите. Тука има многу работа за полиција и за инспекција. И да се провери како тоа ние на инспекција во овој период не реагира. А сите ги гледаме дека растат. Зградиве во центар одеднаш растат. Спрат два растат. Не може да се правиме слепи на такви работи. Мирослав Лабудовиќ, лично го знам, е многу подобар кандидат, заедно со носителот Мишко Барзов на листата за центар, отколку што Горан Герасимовски е градоначалник, а уште помалку добар градоначалник. Со денешниот потек, он целосно
си ја изгуби логистиката која што колку толку ја имаше од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да се откажеш ти од овие кои што единствено те гласеле, мислејќи дека ќе добиеш нешто што не е и претходно не било твое, покажува немање вистинска политичка стратегија како да се тера вториот круг. Он почна да се активира и работеше само во овие 14 дена, месец дена изборна кампања. Ние претходно нити сме го виделе негде, нити сме слушнале или виделе за некакви негови активности. Имаме уште недела, отприлика недела дена да видиме до крајот на вториот дел од кампањата и ќе ги прокоментираме и овие, се надевам, вашето искуство што кажува како би се движеле гласовите, но да се навратиме на оно што значи Дуи нема да има подобрување. Тоа го кажав и во првиот дел, да го повториме. Дуи нема да има подобрување во бројот на градоначалници. Ниту Гостивар, ниту Врапчиште? Знам ќе има најмалку еден градоначалник, еден градоначалник. Нема да има. Ни во Дуи, нити во Гостивар, нити во Врапчиште. Тоа изумив преска да го кажам. Гостивар е едно од најзадолжените општини со блокирана сметка, над 17 милиони евра должат, колку што е вкупниот буџет на општината. И сега вие им вадите кандидати кои што треба да ја продолжат оваа расипничка политика, а ништо добро не направиле за Гостивар. Нема да многу потешко на следното повторено гласање, Али Ахмети ќе ги повтори овие резултати што сега ги обезбеди во првиот изборен круг. Да се вратиме на оно што значи политичка сцена во Македонија, би сакала да го искоментирам оно што се случуваше периодот, особено во делот на надворешната политика и надворешните релации, бидејќи колку и да ни се актуелни локалните избори, оно што локално се случува, факт е дека Македонија како држава треба да се развива и ни се оставени и патот кон Европската унија, сето на што треба да го реализираме, но оно што е важно и на кој што би сакал да обрнеме внимание и ваш коментар да слушнеме посетата во Лондон што беше остварена. Што значи тоа за нас? За како држава и на крајна цел нели и за самите општини, бидејќи од она што можевме да го резимираме од посетата се дека имаме најавени нови британски инвестиции, јасно беа презентирани македонските национални интереси и делот кој што се обидоа да го презентира дека ќе има наводни мигрантски кампови, тоа беше демантирано. Можам да кажам дека на некој начин ова е историска посета на македонскиот државен врв со првите луѓе во Велика Британија и од кралското семејство и од државниот врв и премиерот Кир Стармер. И на едно сосема многу поинакво и повисоко ниво ги издигнува вкупните билатерални односи помеѓу двете држави. За разлика од другите земји од Западен Балкан, македонскиот државен врв, екипата која што беше таму, имаше и свој, како да кажам, билатерален протокол надвор од самитот со останатите држави од Западен Балкан, на која што беше остварена и билатералната средба со британскиот премиер и нашиот премиер Христијан Мицковски, и каде што потоа на приемот кој што го организираше кралот Чарлс, нашата делегација беше засилена и со уметниците кои што присуствуваа на најсвечениот момент на самитот ЕУ Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес што се одржа во Лондон. Тоа е едната политичката димензија. Од таа политичка димензија очигледно е дека произлегоа многу битните договори за Македонија и Обединетото кралство, кои што треба не само да ја зајакнат политичката соработка, туку и економската соработка помеѓу двете земји, а тоа се најавените инвестиции во рамките на двата договора што беа првиот од 6 милиарди кои што ни се ставаат на располагање и вториот со директните инвестиции во македонската, кои што сега ја најави премиерот, со инвестицијата во наменската индустрија. Значи ние сме членка на НАТО и кога една од водечките сили држави во НАТО прави инвестиција во наменска индустрија во Македонија, значи дека политичките односи преминале веќе во стратешки односи на стратешки партнери и такви инвестиции не се прават за период за краток рок.
Такви инвестиции се прават ако државата која што инвестира и компанијата која што инвестира на вас гледа како на стратешки сојузник за најмалку 20 до 30 години, најмалку. Но тоа се посериозни држави и прават проекции за повеќе од 100 години. Значи, може да го гледаме и како стратешки и како политичка порака која што е пратена. Апсолутно да. Апсолутно да. Благодарам многу за вечерашното гостување. Се надевам дека бевме интересни и дека ќе успееме и на ваков начин да ги анализираме и вториот круг, односно да видиме што од ова што сега сме го изанализирале ќе биде реалност во вториот круг. Им посакуваме на гледачите, јас им посакал убав остаток од вечерта. Благодарам за поканата и за можноста да изанализираме. Тука ќе бидеме и за вториот изборен круг, ќе се консултираме, ќе работиме заедно, ќе анализираме вечерта и ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Она што знаме дека владеачката коалиција ќе има убедлива победа на овие локални избори, што значи и поголема одговорност за неа, а опозицијските партии ќе треба сериозно да се преиспитаат, бидејќи после овие локални избори во наредните години кога ќе дојдат парламентарните избори, тие ќе треба да бидат спремни. Но овие локални избори покажаа дека тие воопшто не ни тргнале да се спремаат за некаков подобар изборен резултат. Благодарам уште еднаш за гостувањето, почитувани и ве поздравувам од тука, ве посакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.